настанот кој што е хуманитарен, новогодишен, традиционален, така, и ќе го најавиме во продолжение со Тиберија, еден од организаторите. Да, Тиберија го имаме на Skype. Тиберија, добар ден и за тебе. Дали се слушаме? Добар ден, Енат. Да, ме слушам. Вие мене? Одлично те слушаме и очекуваме детали, информации за годинешново издание на новогодишниот хуманитарен собир. Се разбира, кој што сакаме да го најавиме во склоп на нашата утринска и да ги поканиме сите оние кои што сакаат да бидат дел и годинава од овој собир во недела. Так, да. Секоја година имаме клубско дружење во текот на овој период. И овој пат, оваа година, иницијатива на љубителите на Classic Mini, организиравме новогодишен хуманитарен собир заедно со клуб Peugeot 404 и Буба клуб Македонија, нели? Сега во недела на 26 декември. Добивме поддршка од град Скопје, од општина Карпуш, па така да и од City Mall, така да ќе паркираме во олтаймери, кои ги сакаме бидат и дотерани и социјалички со разни додатоци. Ќе бидат од 11 часот пред Скопје City Mall од 14 часот до 15 часот и после од 16 часот до 20 часот во недела. Добивме поддршка од многу фирми, пошто е хуманитарен собир, и ќе имаме многу новогодишни пакетчиња за децата без родители, кои што ќе ги дадеме последниот ден и ќе ги подариме за да ги израдуваме. Тиберија, сакам само да прашам, дали како минатата година тоа ќе изгледа спектакуларно, односно дали контурите на возилата ќе бидат баш онака осветлени? Да. Толку така, да. Оваа година ќе ги накитиме со леци и ќе ги бидат да светкаат, да привлечат внимание, нели, да симпатични се, нели, тоа е уште посимпатични се бубите, но и се разбира и колегите од другите клубови ќе ги накитат своите коли со Дедо Мраз, на пример, од Classic Mini имате многу хубав Дедо Мраз и озвучување. И се до тоа за да збогати атмосферата, и ќе биде, верувам, како и минатата година беше многу интересно за граѓаните кои беа на плоштад. Верувам дека и сега кајде да ја видат ќе ги насмееме и ќе ги израдуваме, особено децата. Многу интересно децата реагираат на олтајмерскиве коли, на бубите, на пижовците, мини класиците. Тиберија, годинава колку коли ќе продефилираат? Дали се зголемува бројот од минатата година? Да, затоа што го организираме 3 клуба и пријатели поканувавме. Ќе бидеме 35 коли. Воедно, тоа е нека бројка која што ние одредивме да биде комфортно за да може да паркираме соодветно, нели, на местата кај што ни е дозволено да паркираме. Али сите возила што ќе дојдат се некои пријатели што ги познаваме, нели, што нели, освен клубските членови, некои пријатели. И убавината што преку олтајмерите, преку историските возила, ние ќе се дружиме. Меѓу себе ќе запознаеме нови луѓе што ќе дојдат или ќе ни пристапат на дента или понатака. Тиберија, ви посакуваме успешно реализирани годинава настан. Уште еднаш јас ќе повторам, плоштад Делфина од 11 до 13 часот, Скопје City Mall од 14 до 15, така ти климај, потврди ми, и Триумфална капија од 16 до 20 часот. Се разбира, да, така, да. Рековме примамливо посебно за дечињата. А тука е во склоп и Дедомразовската трка, комбинација одлична да излезат надвор во недела. Да, така е. Дечињата секој пат многу интересно како ќе изреагираат, пошто не ни знаат колата дека, речеме пример бубата, дека моторот е позади, не е битно формата е толку симпатична за нив, секој пат ќе застанат и ќе покажат, нели, видели како се воодушевување на нивните лица, така да стварно тоа ме плени и ме прави посебно задоволство.
Па да, и ќе самиот видам, да, дизајн е така баш како играчка. Да, баш така, Благодариме Во за временско овото време. Фала Уште ти, еднаш. Тиберие. Да, посакуваме успешен Благодарам. настан. Не се сомневаме дека ќе биде успешен с оглед на тоа што спомена и Ненад, има и други настани кои што ќе се случуваат нели на плоштадот во централното градско подрачје, но како што споменавме тука е и плоштадот Делфина и Триумфалната капија и Скопје Сити Мол. Така што на повеќе локации ќе можете да ги погледнете сите овие олд таймери.